Почитувани присутни во кампот на Слободата, добар ден. Еве не и денес, како и секој ден, во 18 часот со нови теми за состојбите во нашата држава. Денес ќе разговараме на тема железниците во Македонија некогаш и сега со нашите соговорници Ѓуро Кешкец и Алекса Томески. Пред да започне дискусијата на ова, или посуптилно, поспециализирано, пред да дадат свој осврт, нашите соговорници, ќе дадам еден краток поглед на македонските железници. Согласно промеморијата за трансформација и реорганизација на македонски железници, склучен со Светска банка, во средината на 2002 година, а на основа на дотогашните анализи и проекти од странските консултанти кои работеа на оваа проблематика, се донесе одлука за реализирање на прифатената програма. Реорганизација. Во периодот од 2002 до 2005 се дефинираа критериумите и начинот на внатрешната реорганизација на македонски железници, односно технолошкиот вишок на вработените. По утврдувањето на критериумите и обезбедувањето на потребните средства се пристапи кон реализацијата на оваа програма. Таа беше реализирана во мај 2005 година и по основ на внатрешно преструктурирање се одреди вишок на работна сила од 629 вработени. Спроведувањето на оваа мерка многу негативно се одрази во целокупното расположение на вработените во поглед на партиската поддршка, а на наша штета што подоцна се ефектуираше на парламентарните избори 2006 година. Влијанието од спроведувањето на оваа мерка се уште се чувствува. Трансформација. Со одлука на владата на Република Македонија од 8 мај 2007 година, јавното предпријатие Македонски железници од 7.8.2007 е поделено на две предпријатија. Јавно предпријатие Македонски железници инфраструктура со 1516 вработени и Македонски железници транспорт АД Скопје со 1373 вработени. Во ноември 2013 година ситуацијата е следна. Јавното предпријатие Македонски железници инфраструктура брои 1350 вработени, а Македонските железници транспорт АД Скопје 1245 вработени. Во овој момент, односно во мај 2015 година, ситуацијата е следна. На јавното предпријатие Македонски железници инфраструктура брои 1270 вработени, а Македонски железници транспорт АД Скопје со 1170 вработени. Ова беше еден краток поглед на Македонски железници, за кој што ме замолија моите говорници да го дадам, пред да тие ја објаснат оваа состојба која низ текот на овој период или низ годините се случувала, да ја наречеме како една негативна појава. Ги поканувам сега говорниците да ја проследат нашата дискусија. Добар ден, мои соборци. Добар ден на стечајците кои се дојдени. И јас би кажал, кога би се дискутирало многу околу железница, има многу да се дискутира, малку се овие 10-15 минути, ама ќе се осврнам на некои најбитни работи. Јас, пошто работе во железница и ги затекнав сите оние убави работи, кога се работеше во железница, кога имаше другарство, кога имаше работа, а никој не се жалевна од работата, платите беа редовни, да воопшто не се знаеше до 98 година, никој не знаевне кој во која партија припаѓа. Кога 98 година дојде ВМРО на власт, одма направија чистка во фирмата, од чистачка па до сите други работни места ги смени, имаше смена на работни места, така да беше тоа некој реваншизам. А иначе можам да кажам за работата, за пора што спомна и што во најавата, за порано железници и сега. Па има огромни разлики, да ви кажам, да
порано и сега. Порано возовите, например, кои сообраќаја со по 20 вагони, преполни со патници, а сега истите возови сообраќаја со по 2 вагони или со по 1 вагон. Тоа е катастрофална работа, она кога го гледаме, и намален е обемот на патници драстично, исто и во товарниот сообраќај катастрофална состојба. Например, еден вагон да се донеси од Трубарево до Железара, потребно е, има денови кога 8 часови се потребни да се донеси тој вагон, да се довлечка од Трубарево до Железара. Така да комитентите ни бегаат нормално кога ќе видат дека многу се чека денови, мислам и сати за превоз, и напуштаат и тие што беа со договорни превози, и тие напуштија превозот и отидоа на друм. Друго, има многу пак да се дискутира, ви кажав, околу оваа тема. Исто големо влијание има инфраструктурата, пругите ни се катастрофални, брзината ни е мала, така да патниците поминаа на друмскиот сообраќај. Во воз се возат патници само оние што кај што не оди автобус или друг превоз кај што не може да отиди. Тие патници, колку што можам ја, колку имам сознание и сум видел дека тие патници се возат. Друго све си отиде на друм со автобуски превоз или пак со сопствен превоз. Друго, хигиената во возовите е катастрофална. Кој последно време си има возено во воз, да тоа примети, кондуктерот во бели патики, во морнарска мајца, што тоа било нонсенс порано такво нешто да има во воз, значи немаат униформи, така да тоа порано не можело да се замисли, ќе поновам уште еднаш, и исто така да патниците кои што патуваат со воз, повеќето покушаваат да се шверцуваат, да не платат, и тие патници кои што патуваат се жалат, често пати има поплаки во превозот. И друго, кога во железница, и ова многу чудно е, сега се примаат во железница без никаков завршен испит за железница, а порано тоа немало теоретски шанси. Морало да се има испит за железница положено, посебно се добивало од стручна комисија од сообраќајни инженери овластување за работа во железница. А додека сега секој може и се што да работи без никаков испит, без никакво полагање на тој железнички испит. Друго, околу железница пак ви кажа дека има многу да се дискутира. Ако има некој заинтересирано нешто прашање да постави, слободно можам да одговорам во доменот мој кој што имам сознание јас. Толку за сега можам да кажам. Благодарам. Поздрав соборци, јас сум Ѓуро Кечец. За железница што да се каже? Железница е отсликување на државата во која што се наоѓа. Железница всушност пропаѓа исто како што пропаѓа и нашата држава. Железницата денеска е на тоа дереđe на кое што може да ја донесе овој систем, кој што всушност со неговата негативна селекција на кадри ја ништи полека, но и многу брзо. Затоа што железницата не трпи импровизации. Железницата е крвоток на секоја развиена држава. За жал, нашата држава станува најнеразвиена во Европа. Според тоа и железницата е најнеразвиена, избирштина на партиски кадри поради негативна селекција што се прави. Всушност железницата затоа и пропаѓа во организациониот дел. Она што сега функционира,
Тоа е само остаток од минатото. Бидејќи железница кога се тркала тркалото, таа се уште оди. Тоа железничарите велат, врти тркалото и ќе се продолжи да оди. Тоа е точно, но без организација железницата не може да оди напред, а и не може добро функционално да работи. Инаку јас би рекол дека железница како јавно предпријатие, тоа е искористување на политиката на тендеризација, односно на криминална власт. Како сите јавни предпријатија, исто така и железницата се користи за цицање пари и за крадење. Типично е. Крадењето е дел од политиката на оваа власт. Бидејќи власта за овие 9 години инсталираше клептократија, а клептократијата значи организиран криминал со помош на власт и институции. Токму и железницата би требало да се преиспита, сите тендери, сите сделки, да се види каде одат парите и каде оди железницата. Колку повеќе се краде во државата, истото тоа е пресликано и во железницата. Железницата е само дупло, партиско дупло, каде што на раководни места се стават некомпетентни лица, за да можат да бидат како слуги на режимот, да помагаат во протежирање на политиката на крадење. Затоа кога ќе падне оваа власт, дај Боже да падне уште утре, би требало да се преиспита кој е виновен за се она што ни се случува во железницата. Бидејќи железница веќе не наликува на она што било некогаш. Не би зборувал за компетентност на кадрите само. Туку би зборувал и за политиката. За кадровата политика воопшто. Бидејќи во железницата веќе нема принципи кој се може да работи и што да работи во железница. Во железница во никој случај не се бира по квалитет, по стручност, дури немаме правила како се избираат кадрите. Во железница може секаков партиски војник на секое место да биде. Не би сакал да споредам, нели имаше, темата е порано и сега. Порано се знаеше во тој систем кој мораше и што да задоволи критериуми за било кое место. Денес такво нешто не постои. Затоа и железницата оди кон понор. Еве јас денес сознав еден податок дека железницата во товарниот сообраќај на поранешно време имаше преку 4 милиона нето тонски километри превоз, за да денес падне на 0,66. Замисли, тоа е 6 пати помал превоз и ние велиме дека ќе можеме да одиме напред. А во едно општество кое што веле дека економијата се развива, оди напред, железница треба да оди да ја прати уште повеќе, бидејќи железница е најефтин превоз за масовен транспорт. Кај нас практично тоа нешто не важи, бидејќи во железница никој не влага во модернизација. Затоа, како што рече колегата пред малку, ние имаме всушност помали комерцијални брзини, поспорт транспорт, неквалитетен транспорт и сите комитенти се избегани од железница. Значи железницата или треба во неја да се вложи, но и кадар да се создава, бидејќи кадарот на железница не може преку ноќ да се создаде. Ние се уште имаме некој кадар останат од минато кој што и ја влече на грб. Тој е средновечен кадар кој што при крајето уште некое кратко време јас сметам дека и ќе нема луѓе кои што разбираат што е тоа железница, а не пак да ја модернизираат и да ја тераат напред. И едно друго би кажал. Она што значи што го има поставениот партиски кадар, основата е како да се доберат, да се вршат услуги за надвор, за што повеќе пари да се исперат. Инаку би сакал малку паузичка за некое прашање, односно колегата ако може да надополни, за да не бидем досаден монотон, за да држам говори долги, затоа што ќе се надодадам покасно, кој што сака и на било која тема, бидејќи железницата е многу сложен систем. Железницата има профили од сите врсти. Се што може да се најде, во железница ќе се најде. Од сите профили.
од економисти, инженери, разни врсти, мајстори разни врсти, така да тоа преку ноќ, оној што не работел на железница не може ниту да ја одржава. И јас сметам дека железница доколку вака продолжи, нема да може дури ниту да функционира најобично. Најобична функционалност нема да има, а не загуби дека ќе прави, сигурно дека ќе прави ако имате некомпетентни ставени директори партиски кои што всушност немаат знаење како да се доберат до странки компетентни и како да создаваат работа, а не па како да ја развиваат и модернизираат. За тоа не станува збор. Имаме тотални аналфабети кои што треба да работат божемно во железница на високи функции. Тие на времето не може ни чистачки да бидат. Благодарам за сега, па ако има некој прашање накнадно, мислам дека нешто. Ме посети Џуро Малце да се надоврзам јас уште околу тие криминали. Не по некоја случајност, туку бев сведок пред неколку години, кога во железница се отуѓува све што беше метал, вагони, товарни вагони, спални вагони, ресторанот, шините се отуѓија и то све се однесе за Албанија. И сега слушам нешто неофицијално дека и тука имало некој криминал во тоа, а тие вагони што ги сечеа, лично јас бев сведок и гледав, истите тие вагони пред неколку години се обраќаа за Љубљана, за Загреб со 160 км брзина на сат, а додека овдека ја на некој покушав да му сугерирам дека може да се пренаменат истите вагони да се обраќаат локално до Велес или до Гевгерија за 80 до 100 км на сат, ама тоа не послушува, ги секоја вагоните и по колку што знам околу 6 денари по килограм ги продадоа за Албанија. Од тоа ми бајги изеда и отидоа пари во некои туѓи джепови. Тоа ако има некој нешто да праша, пак нека повели, нека каже. Сам да ви кажам, лагиве на министерчево, ќе го кажам, што си отиде, што е во заминување, тој нели правевме некакви ремонти, правија чуда и се фалише дека за 120 км прв пат правеле пруги чуда некакви, живи глупости, затоа што такви пруги имаше на времето истите, а сега всушност ниту има зголемување на брзини, ниту има квалитетно во било која техничка насока подобрување. Тоа се тешки лаги, човекот случајно дошол за министерче, а сега што ќе бидат исто така, тие ниту знаат што е сообраќај, ниту па знаат што е општо, не само сообраќај, туку и градежништво. Единствено што знаат парцели на водно, нели кога ги бара со некакви комбиња и како да најдат интересни сфери за да крадат исто преку тоа. И интересно е што секогаш кражбите често се со некои ташнаревичи кои што одат божемно ќе вршат работа, па ги земат некои други подизведувачи и секогаш се врти се околу парата, а не околу техниката и знаењето. Тоа е и очигледно на железница најизразито. Бидејќи железница никој од надвор, па ниту министерчето не ја знае, но за пропаганда е одлична. Тие најавија нели дека ќе ја прават пругата за Бугарија, чуда, а не кажуваат дека нивните пресметки се 3-4 пати поголеми од оние претходните. Значи, прават некакви планови за да биде се најскапо. Исто како што е и нели во автопатиштата. Секогаш нешто што се прави треба да се види кој криминал и колкав е што стои зад нивните божемни достигнувања и земање кредити. А железницата е многу податлива за тоа, бидејќи големи пари се вртат во железница. Зашто железница работи едно средство, може чини нели милиони евра, и заради тоа кражбите се многу лесни, 5% што вели дека земале за патот и слично, и тука ако земат, огромни са тие пари на големи бројки, мал процент излегува огромни суми. И целата работа со железница е да треба едно фино прочистување на сите неспособни и криминогените да се стават во затвор. Зашто железница во секој случај има многу криминоген состав натре, кој што си ја земал како кокошка, квачка, што носи златни јајца, иако другите нема што да јадат. Нели, не они купуваат чоколадо, немале за леп. Не,
Овде златни јајца им се серат, да ми простат овие хоштаплериве на власт, и токму заради това, кога ќе падне овој режим, мора убаво прочистување и испитување на целиот криминал. Јас сум убеден дека има многу криминал, бидејќи и тендерите што ги прават, да речем еден пример, прават тендери прв и втор, првиот релативно нормална цена, но во тендер пишува вториот, ако се откаже првиот, вториот зема дупла цена, а првиот повторно изведува, па си ги делат парите. Такви тендери има колку сакат и се тоа треба да се испита и Идризово да се наполни. Доколку има прашања. Да, повелете. Вака, сакам да ви поставим едно прашање. У едно убаво време има смо скретничари. Скретница работе, сва имаше осветлење на пруги. Значи, сведоци смо дека имаше и жртви на патишта, значи железнички. Сакам од вас да чую, дали постои уште тие скретнице, дали су функција и дали има осветлување било какво по крешините каде што сме сведоци и азиланти и стари лица изнемоштени, чак што виши са сафта људи страдат. Тој ми е прашање. Да. Благодарам на прашањето. Видете, со модернизација на железницата, сега има тоа, свртничарите отпаднаа од работа, се поставуваа свртниците од централно место, дури има станици кај што се укина и отправниците на возови, така да и патните премини автоматски се затвараат, со самото наидување на возот, има тамо простор минута до 2 минути и сами се затвараат патните премините, да така нема потреба од физичко да се поставуваат, а околу движењето по пруга секаде од секогаш има надпис на секој почеток на пруга меѓу станиците дека строго забрането е движење по пругата и дека под пругата постои висок напон на електрична енергија, така да ова што се движи по пругата своето незаконски. Толку, ако нешто друго ви интересира, можам да ви кажам пак. За новите вагони, јас колку што слушам што се правеше огромна пропаганда, нели пред малку кажав дека од 4,2 милиона падна на 0,60 и нешто превозот. Тие наместо да мислат како превоз да обезбедат, како да се развија железница, тие купиле вагони кои што сега не ги користат, стојат и сигурно дел се краде од нив негде расфрлани по станици, и тоа е доказ дека тоа е чист популизам, фрлени пари, ја не знам под која сделка, дали е исто ко кинеска, каква е, дали има проценти, тоа нема доказ, но би требало и тоа да се испита. И уште едно ќе кажам, кога ги прават некои изведување инвестиции, има често пати инвестиции, јас ќе ви кажам дека има инвестиции кои са диво градба, затоа што е државно, нема гајле, и тоа треба да се испита и би требало една цела комисија да дојде и сето тоа да го прочешка, бидејќи оваа власт доколку работи за неа, законите не важат. Се што е државно и што е на власт, за нив не важат законите. И токму затоа имаме диктатура на власт, имаме авторитарен режим, кој што е многу опасен, бидејќи законите си ги применуваат по потреба. И заради тоа е потребно и да паднат овие овдека за нас во оваа зграда, како да не решеме шампита, како ја викат, шампица. Инаку јас едно ќе кажам, сите јавни предпријатија са слични. Режимот ги креира за перење пари.
Ако се сеќавате, веќе побрза малку е надвор. За шумско газдинство, што беа, нели, како им се вика тоа, кога продаваат дрва за Грција, ги продаваат 25 евро, односно 1500 денара, а 3000 беше тоа најдоброто дрво во Грција. Колку е вистинска цена, никој не знае. Значи, се е врзано со криминал. Токму затоа сакам да нагласам дека мора да паднат. Мора да паднат и да одговараат, бидејќи клептократијата која што ја вгнездија во државата е во насока на уништување на сите јавни предпријатија, а железницата посебно, бидејќи железницата е крвоток на секоја развиена држава. Без развиена железница немаме напредок, немаме економија и немаме развој на било која држава. Затоа што железницата е пред се за масовен транспорт. И доколку имате производи, вие не може да задоволите само со автосообраќај, па и со брзини и со квалитетен превоз, директен превоз, нели, на контейнери, така на тоа да не објаснуваме стручно, мислам, стручно ќе замараме, него битно е што овие рушат се што значи добро на народот, железници, фирми од секој вид, осим во функција, реков уште еднаш ќе повторам, за нивни лични ситни интереси. И партијата ја зајакнуваат, да се разбереме, они затоа се фалат, бидејќи се што стават во јавните фирми и во јавниот сектор е во функција на избори. Значи, вработуваат на посебни позиции луѓе, кои што ако треба потои ќе се тепаат, бидејќи незаслужено имаат високи позиции во прв дел, но во втор дел се замешани и во криминали. Затоа они се бунат. И затоа и мора да паднат и да одговараат. Благодарам. Јас сметам дека доколку не одговараат, треба ние да бараме цел народ овде, ако треба 100.000, па народот да суди. Нешто друго да не. Други прашања дали има од присутните? Се забавува за тоа. Кој ќе дојде контра, стациониране. Да, да телма ќе каже, така да државна нема. Ова вас не може да биде така лесно. Сите порите. Тоа види усуство. Заедно кренуваат 21 пија од стационир нема. Кој ќе нема боја, вика нема. Тоа се во право, затоа имам јас еден предлог. Да речеме вака. Еве, се одалечуваме од железница. Суштината е една. Треба сите да бидеме во насока на рушење на режимот и во објаснување на луѓето. Зошто? Затоа што знаеме дека популизмот нивни и автократскиот режим и диктатура дури ова, тој им ги испрама мозоците на голем дел луѓе. Треба ние вистината да ја шириме секој поединечно, не само овде. Кога идеме и во продавница, кога идеме и на слава, кога идеме и на свадба, кога идеме и на улица, кога идеме и на пазар, сите ние овде што седиме во секое наше обраќање, во секое наше движење, дури и на телевизија јавујте се во живо, ако може да добиете тоа, све е пребукирано, за вистината да излезе. За вистината за Македонија мора да излезе. Таа излага доста брзо, затоа што да не беа бомбите за вистината за Македонија, че имаме уште позатупеност во држава. Јас сметам дека добро се движат работите, до нас сега зависи колку ние сме способни и вољни тоа да го туркаме понатаму. Зашто ние, колку и да сме сега малку, не е тоа така. Доколку овде се каже дека се собираме повторно, па на 17 бевме околу 100.000, тоа немаше крај. Ќе биде и уште повеќе, зашто вистината се разобличува, више не може некој да ја спречи. Дури сега тие кажуваат дека била малка, ама и порано дека крадели и така натаму. Е тоа може било, еви за железница, може би и порано имало некоја ситна неправда. Но ова сега што се случува со тотално неспособни во функција на криминали што ги вгнездуваат, тоа е она зло каде што точно е допрело до корењата. Ова са метастази на системот. И многу е опасно. Затоа ние треба па поголема активност и борбеност да покажеме и дека не им се плашиме. Ево ќе ви кажам уште една работа. Кога ќе почувствуваат дека не им се плашите, секој поединец,
Тие се плашат тоа, да го знаете, ја го знам од себе лично. Зашто јас сум работел тамо цело време и не сум им се плашал токму на овие хоштаплерчиња сега што се на власт. И ви кажувам, не се плашите, они се плашат кога ќе видат дека не им се плашите. Да. Да. Нашиот гост ќе го прегази политички возот на Груевски, веќе не работи крај. Да се вратиме на темата на железница, затоа реков символички нашиот воз политички ќе го прегази Груевски многу брзо. Издржете уште малку, има многу беше малку. Да. Прво да се представам, Петрески Нигулче од Кичево, кој редовно патувам со воз. Значи, сепак имаше некој ред во времето, како што кажа господинот. И после известно време се изгуби линијата нормално, која требаше да се движи, од какви причини, дури сами не знаевме. Од кој сега пред 5-6 дена одев за Кичево, случајно, закастив 2-3 минути и викам, ќе ве молам да добијам карта да ми замине возот. Не ме пушти, ја истрчав, влегов во воз и му викам на кондуктерот, дајте ми на карта до Кичево, 210 денари. Не, викат, нема потреба, само 100 денари дај ми. Па да знаат и овие кичевчани кои ќе одат или овие за Веле, за Гевгели, ја многу поевтино ќе ги кошта. Сепак, тие дали едно ќе се тргнат, мислам, тие и одговорот е мој, дали ќе ги расчистите тие такви нечесни луѓе. Благодарам. Благодариме. Велете. Добро што ме подсетивте на таа тема. Тоа е јавна тајна. Не е тоа од сега. Тоа е од секогаш. Од секогаш наши кондуктерите делат заедно со патниците и јас неколку пати некои што не ме познаваат кондуктери налетале и на мене, ми побарале пола, ама се зезнале и ден денеска да имам проблеми со некои кондуктери, ми се закануваат ова. И така да ништо не е ново тоа што поставите прашање. Наводно слушам дека сега негде има вработено кондуктери околу 30, а 16 или 17 контролори, ревизори, што ги викаме стручно железнички, а порано беа вработени кондуктери околу 140, 150, а ревизори беа само 20. Сега сметајте кога било подобро, кога било полошо. Тоа можам да ви одговорам на оваа тема. Иначе точно тоа е, дека кондукторите делат. И никој ништо не му може. За сега нешто покушава да стават ред. Некои непартиски нивни војници избркаа поради тоа, ама иначе партиските војници влакто не им фали. Тоа е за сега. Да, со ревизорите, фала Богу. Иначе после секое завршување возење, кондуктерите заедно со ревизорите во првата кафана ручкови. Има. Има решение, нормално дека има решение, ама да сака некој да го спроведи. Сега нема. Поготово за партиските војници, то нема шанси некој да му направи контрола. Нема шанси. Од измија ќе го изеди после преку комитети вамо тамо се жалат да така да никој ништо не му може. Еве лично и за моето работно место покуша прво да ме сменуваат преку директорите мои, а после не успеа и отишле да се жалат преку комитетите тие ВМРО-вски, да ме тргнат мене од работно место. Наводно сум барал дисциплина во работата, а ниф им сметало. Имаше во почетокот 2007-2006 кога дојдо, имаше вработени кога сака ида на работа, кога сака не ида. Ја викам, чекате бе луѓе, кај го има ова, викам, кога да идеш, да не идеш на работа. И нормално јас реагирав на тоа, им скратував сати од работното време и оделе, ви кажувам, се жалеле и мене ми претеа раководството да морам да се приберам масе во работата и ги пуштив кога сака и да работа и продолжи така, вајда и уште е продолжено така да работат по нивните партиски војници. Друг ако има нешто да праша пак во врска со ова, може да кажеме. Луѓе, има еден голем проблем со оваа власт, овој режим. Во сите јавни предпријатија, може би и другде, тие имаат инсталирани партиски комесари. Знаете што е тоа? Тоа после револуција или за време на револуција ги има кај што спроведуваат партиски наредби. Овие партиски комесари на сегашната власт, тие се
по-големи моćници од раководителите нивни. Тука е големиот проблем. И тука е партизацијата од врвот на државата па до дно. Затоа што партиските, дури јавно се знаат кај се некаде не, тие одлучуваат за судбина на фирми, на луѓе, на финанси, на се, дури на криминали. Опасноста од партиските војници е многу голема и докажува дека ние сме всушност во диктатура, бидејќи имаме партиски комесари кои раководат во име на големиот вожд, нели тој, како го викат, Ж, кои што всушност обратучедно ги прават бизнисите и криминалите. И тоа е многу опасна работа. Тоа докажува дека имаме диктатура од посебен вид. Ви благодариме. Дали има други прашања? Ајде, докторе. Да ве поздравам сите, да ги поздравам гостите и сите овие гости овде борци за слободата на кампот на слободата. Малку закаснив, но срце не дава да не се приклучам. Нели реков не криминалите? Па видите, железницата само еден мал сегмент од тие огромни криминали. Па извештајот на Прибе и неговите соработници беше дека корупцијата е на највисоко ниво, ова е најситен криминал. Значи корупцијата во државата е на највисоко ниво. И што се дешава? Ако власта успеала да влезе од највисоките или од најниските пори на друштвото до највисоките, кои се коментарите? Значи, оваа влада е диктатурска, корумпирана и најтешко можеш да симнеш, да знаете, најтешко. Ова е малку народ, ова е малку се што се дешава за да падне овој режим. Но, во историјата е познато и секогаш оваквите диктатури, овакви криминални влади паѓаат и мораат да паднат. И мислам дека е сега дојдено времето. Ако на нашиот водач, кој што се осмели, да им ги изнесе криминалите преку бомбите, кој што беа само еден дел од нивните криминали, само мало делче, мислам дека, а него го нападна кога видоа дека има проблем, дека веќе им стојат од Европа и од цел свет вклучени на сите полиња луѓе кои што сакаат да го решат овој проблем, они го нападна водачот Заев со тужба. Па видите, тоа е нонсенс, тоа мислам се коси со се. Мислам дека нашиот водач сега не треба да застане, треба да почнеме со нови бомби. Луѓе, јас сум присталица за нови бомби, веднаш од вечерва да почнеме нови бомби, да се откриваат и откриваат. Овие немаат намера лесно да си одат. Овие немаат намера, но ние мораме да ги истераме. Ако јас, како хирург пензионер, доаѓам ваму, од првиот ден, и јас се борам жилаво со својот авторитет, со својот личен, да речем, интегритет. И јас настрадав за време на вија случување, настрада моето семејство, настрадав со колата, на други ресори, но мислам дека им дојде крајот и мора да им дојде. Јас само ова ми е као коментар. Железницата, па тоа е капка у морето. Ќе се сложиме. Тоа што кондуктерите делат, тоа е познато не од сега. Да ве поздравам сите и да се надеваме дека ова ќе заврши ова зло. Се надевам што поскоро да ги поздравам сите кампери и се надевам дека овој камп на слободата ќе види историја што ќе се пишува. Благодариме.
Дали има други прашања во однос на да се вратиме на темата? Господинот Ѓуро Кешкец и Алекса Томевски дадоа еден добар преглед на состојбата на македонски железници. Како што кажа и претходниот говорник, тоа е само капка во морето со оглед на целокупната ситуација што ни се случува во државата, но ние сме тука во кампот на слободата. Тука сме, како што и претходно кажавме, да го најдеме решението и решението ќе дојде. Треба да бидеме уште малку потрпеливи, посигурни и да се надеваме и пооптимистични. И да се надеваме дека работите ќе ни се средат. Да се вратиме повторно на темата или да ја заокружиме? Јас уште нешто во најавата, вие кажавте, јас пак да се надоврзам. 2005 година со таа трансформација на железници, кога беа избркани 629 вработени како технолошки вишок, тоа многу тешко се одрази на изборите во 2006 година, значи беше тоа катастрофално нешто и за железница и воопшто за партијата која што беше, мислам, на власт СДСМ. И ја не знам, мислам дали тоа намерно или ненамерно го направи некој, тоа и ден денеска не можам да одгонетнам. Значи, тешко, многу и лошо се одрази на железница и на партијата таа 2005 со бркањето на тие 629 вработени како технолошки вишак. Друго нешто, ако има некој да праша, нека повели пак. Јас сметам дека за денес може би е доста и него една порака ќе пратам. Ние мора да останеме храбри, само своји и упорити. Не смееме да дозволиме да не успееме. Мора да успееме. Ако бидеме 1000, 2, 5, 100, не е битно. Ние што сме се одлучиле дека мора Гујо да оди и ќе мора да оди, тоа да се знае на било кој начин. Тоа мора да обстоиме и тука нема колку сме какви сме. Сите мора да се заложиме, а че не има. Се повеќе и повеќе мора да јуди. Он мора да оди, па што и да е. Толку поздрав во кампот на слободата и да нема секој ден додека треба и додека не падне. Ако не бидеме на кампот, ќе бидеме на улиците, но дома нема да бидеме. Поздрав до сите и успеваме секако. Ви благодарам на сите за присуството, а во 19 часот да ви ја најавам и следната дискусија за една поосетлива тема, значи состојбата со стечајците низ призмата на социјалната правда.